Српскиот председател Александар Вучик вчера најави дека тој ќе ја прими вакцината прв која ќе стигне во Србија, а очекува тоа да се случи во март следната година. Првата вакцина која ќе дојде во Србија ќе ја примам јас, Брнабик од следниот производител кој ќе стигне некој друг од трет, нагласил Вучик по вчерашната седница на председателството на Српската напредна странка. Тој нагласил дека функционерите први ќе ја примат вакцината со цел да дадат пример пред граѓаните колку е важно тие да се вакцинираат и дека истата не е штетна. Порачи дека вакцинацијата против COVID-19 ќе биде бесплатна, но дека првите количини ќе бидат доволни само за да го покријат вакцинирањето на здравствените работници, дел од војската и полицијата. Светската здравствена организација објави дека во саботата е соборен новиот рекорд во светот кога станува збор за бројот на заразените со коронавирусот 3 ден поред. Според статистиките на Светската здравствена организација, во саботата беа потврдени 465.319 заразени, во петокот 449.720, а во четвртокот 437.247 нови инфекции на коронавирусот. Се додава дека овие податоци сепак не ја даваат вистинската слика на пандемијата, бидејќи на бројките влијае бројот на тестовите кои што се спроведуваат. Шефот на кабинетот на американскиот председател Доналд Трамп изјави вчера дека САД нема да ја контролираат пандемијата на коронавирусот по најавата дека со тој вирус е заразено опкружувањето на подпредседателот Майк Пенс. Еве што ќе направиме, нема да ја контролираме пандемијата, ќе контролираме тоа да имаме вакцина, терапија и други средства за облажување на болеста, рекол шефот на кабинетот на Трамп Марк Медоуз за американската телевизија CNN.